Добар ден, почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Огледало на здравјето. Денешна тема на која што говориме во студиото е борбата на храброто срце Катја. По тој повод со нас по студиото е доктор Слободан Лазаревски, специјалист по гинекологија и акушерство, шеф на инвитро одделот од клиничката болница Аџи Бадам Систина. Докторе, добре не дојдовте. Добре ден, Ајда, благодарам за поканата и еден голем поздрав до гледачите на Алсат телевизија. За почеток предлагам да го погледнеме краткиот документарен филм за нашите гледачи да се запознаат со борбата на храбрата Катја. Може. Останете со нас. Ние со Дарко уште во почетокот кога посакавме да имаме дете, првенствено тоа почна, детето треба да се зачне од љубов, кај нас буквално така почна приказната и желбата за дете. За кратко време свативме дека всушност имаме проблем со забременувањето. Меѓутоа не носеше една позитивна мисла, една ведра мисла да имаме едно дете. Желбата, мислам дека и целта не буткаа напред да одиме да имаме сила за понатаму. Првото инвитро заврши, да речам, многу трагично. Гледав на еден позитивен начин да ги свртам сите работи, сите проблеми. Знаевме дека еден ден ќе успее. Мислам дека во ниеден момент не се опуштивме. Четвртото инвитро всушност и почна со проблеми, да не речам така. Бевме под стрес. Бременоста беше тешка, полна со проблеми. Искрено ја чекавме и секој ден го броевме само да стигнеме до таа 28 недела, што на крај за жал не ја дочекавме. Ми кажаа дека шансите се многу мали за бебето да преживее, меѓутоа нема друг избор, тоа е тоа. Многу читав, многу истражував, сакав однапред да бидам спремен за предизвиците и за проблемите кои што би можеле да настанат. Ме однесоа во родилна сала. Гледав да пренесам што повеќе позитивни мисли. Катја се роди. Јас бев во породилната сала по втор пат, овој пат со среќен крај. Ја успеав да дзирнам кратко, едно мало модро бебенце видовме. Го слушнав нејзиниот плач, меѓутоа знаев дека тоа не е гаранција дека она ќе биде жива. Катја беше однесена на одделот за интензивна нега во Аџи Бадам Систина. Сестрата ми стави алка на мојата рака и ми рече, истата алка има и ќерка со истиот родилен број. Во моментот тоа значеше дека моето бебе е живо. Колку што сакав да видам, толку имав огромен страв да видам, бидејќи стварно не знаев што да очекувам и како би изгледало тоа бебенце од 830 грама и од 32 сантиметри. Многу споро поменуваат сите денови, бидејќи борбата беше многу неизвестна. Катја веќе направи еден месец во интензивната нега. Доктор Симонида дојде, ми ја соопшти веста дека дуктусот на Катја не е затворен и дека единствената опција во тој момент е хируршка интервенција. Беше огромен шок за мене. Професор доктор Сали Стаџер беше докторот кој што изврши интервенцијата на Катја. Ние, јас, Дарко и целото моје семејство станавме пред врата. Видов дека Катја е во сигурни раце. Откако излегоа ни соопштија дека операцијата е успешна, ме скокавме од радост, што повеќе да кажам. Уште 2,5 месеци од прилика се дуваше по таа борбата, она да научи да дише сама. Единствено всушност што можеш да правиш со своето дете кое што се наоѓа во таква ситуација, да го гледаш преку инкубаторот, да му зборуваш, да го бодриш, да му кажуваш колку го сакаш и дека едва го чекаш моментот да си дојде дома. Следеа уште долги денови на машина. Меѓутоа на крај сепак послуша, научи да дише конечно сама. Првото гушкање фактички со Катја се случи на 23 април. Беше преубав момент кој што го чекав толку долго време. Најмалата килажа што Катја ја имаше во текот на целата борба беше 650 грама.
Кога дојде моментот да си оди дома, Катја беше пуштена со 1 кг и 700 грама. Чудно беше да се види Катја едноставно во друга околина, освен во интензивната нега. Уште во кола бев испаничена и се грижев константно дали детето дише. Ке си дојде Катја, супер ке биде све, ја бодрев. Константно 3 месеци ние 24 часа дома стоевме над Катја, дежуравме, не спиевме. Знам дека има многу родители кои што се наоѓаат во иста или во некоја слична ситуација како нашата. Да бидат истрајни, да имаат позитивна мисла. Не, нека им даваат секојдневна поддршка на своите деца, нека им искажуваат љубов. Тие се мали, а големи борци. Со доктор Лазаревски поминавме многу. Имавме многу заеднички добиени и изгубени борби. Кроз целата бременост ме водеше една позитивна мисла, едноставно бев убеден дека овој пат ќе успееме. На крај, најважната борба ја добивме заедно. Ја добивме Катја. Катја секој ден не радува со некој нов момент, некој нов крик. Секојдневно си се гушкаме и си ги замислувам моментите само кога стоев над инкубаторот и кога викав, едва и чекам да дојдеш дома и да те гушкам. И едноставно сум радосна. Продолжуваме со разговорот во студиото. Малиот борец Катја е родена по четвртата инвитро фертилизација која направивте вие, доктор Лазаревски. Објаснете ни дали бебињата кои што се оплодени со инвитро пред време доаѓаат на овој свет? Па вака, прво малце да објаснам околу овој случај, навистина е многу сложен и комплексен од повеќе аспекти. Значи не само како кандидат, односно пациентката, мајката на Катја за инвитро оплодување, туку случајот беше многу посложен. Вака и јас прв пат го гледав овој филм за време на пресконференцијата и ме потресе така, бидејќи долго време јас знам пациентката, мајката на Катја, од почеток се бориме заедно да постигнеме бременост. Значи, што се однесува до самото инвитро, има повеќе индикации, од кои секогаш, кога се обидувавме, тоа беше успешно, али бременоста треба да се донесе до крај. Да. 2 пати имаше негде втори, трети месец спонтанен абортус, потоа негде 20 недела близнаците ги изгуби. За цело тоа време се боревме, мајката е родена со еден така аномалија на матката, која ние неколку пати покушававме да направиме корекција. Да. 2 интервенции имавме, колку што можевме максимално успеавме и сега последниот случај беше стварно една борба, сите се вклучивме заедно, неверојатна беше упорноста на родителите на Катја, посебно на мајката. Можеме тоа да го видиме нели од Да, тоа документарецот. навистина беше една страшна борба. Толку сила и енергија Значи, вложена. секој имаше 2-3 хоспитализации, интервенција за затварање на грлото. Ја водевме јас од моја страна како шеф на инвитрото и пошто постапката ја водев јас, заедно со шефот на акушерскиот тим, доктор Гордана Петровска, Да. мултидисциплинарно и така, и некако и покрај целиот тој напор, сепак бременоста заврши многу рано, негде 25-26 недела, каде што исклучително е ретко преживувањето. Тука веќе доаѓа она што сакам да го кажам, што значи кога имате една јака поддршка во целата установа болницата, како што е нашата клиничка болница, каде што нема друг пример, мислам, во овој регион, каде што имаме толку мултидисциплинарни специјалисти кои може да се вклучат и да обезбедат да се спаси ова дете. Пред се зборувам за педиатрите, за неонатолозите, кои на вистина од самиот почеток ја презема, значи тоа беше 24 часовен надзор и тие може да замислите на едно мало бебенце од 800 грама, која све каде што има само неколку десетици милилитри крв и каде што секојдневно се земаат анализи, се заместува на што фали вештачки апарати за вештачко дишење за целото тоа. И битката на вистина беше добра и успешна и за жал, каде што кај овие деца малку поголем процент него на другите,
не дојде до затварање на оној дуктус на спојот меѓу аортата и вена и големата вена кава, која што е нормална во тек на кога е фетусот, нели? Треба да дојде набрзо по раѓање до затварање. Тоа значи дека детето не може да диша нормално? Не може да диша, него едноставно не може да се храни нормално, односно се полнат со крв белите дробови, автоматски со тоа не може доволно кислород да прима, а и околните органи па не добиваат доволно кислород. Да. Пробавме со сите можни нови третмани, конзервативни, нарачувавме скапи лекови од секаде и не ни успева. Сега тука упаѓа среќа и нашиот кардиохируршки тим, начело со Сали Стаџер, кој исто мораше да се направи кардиохируршка интервенција. Тоа може да замислите што значи една кардиохируршка операција на едно толку мало бебе, која во современа операција тежеше само 800 и нешто грама. И тоа помина како што треба, успешно беше затворено. Тоа сите контроли, психофизички тестови, како и тестови на очите за ретинопатија беа негативни, све заврши како што треба. И навистина сите сме многу среќни и возбудени заради тоа. Катја сега дома со нејзините родители, така? Да, дома си е, добро е све. Посебно е јас, пошто историјата на тоа семејство, јас знам и веќе кога сум нивни член, мислам, толку се соживеав со нив, со нивните емоции, таги, радости. Така да, навистина е, тука тоа би сакал да нагласам покрај навистина јакото срце, нова мала Катјева е борец прав и огромната верба и љубов што имаше мајка и семејството. Тоа навистина е неопходно за да успее некој. Има некој флуид кој бебињата го чувствуваат и добиваат сила. Тие во нито еден момент не изгубиле надеж, што можевме да го погледнеме и веројатно за тоа се завршило вака успешно. Да, на некој начин, како да знаевме сите, така беше и кај ние реакцијата и на целата фамилија, дека ако случајно овој пат не успеевме, а и ние се сложивме со тоа, дефинитивно она беше за сурогација, односно за сурогат мајчинство. Да, значи оваа последна опција тие успешно се искористиле, да. Со каква успешност се прават инвитро постапките кај вас во клиничката болница Аџи Бадем Систина со оглед на тоа што еве Катја е плод на една таква успешна инвитро? Да. Па видете, ако зборуваме, пошто статистиката е една чудна наука, нели? Ако зборуваме ние неселективно, успехот многу сме задоволни од успехот, значи имаме негде секој месец меѓу 45 и 55% успех, на некој годишно ниво 50% успех. Тоа е бременост и клинички бременост. Значи клиничка бременост значи да видиме со ултразвук дека има бременост, не е само со тест. И да има, се разбира, и срцева акција односно жив плод. Сега од сите тие, значи до крај раѓање ради вакви причини, други причини, инфекции, ради квалитетни ембриони кај повозрасни пациенти и така, негде близу 35-36% ни оној baby home rate што го викаме. Значи како Катја, да си оди дома со здраво дете. За жал 15%, значи другите завршуваат со спонтан абортус или вака ради некои други причини. Тука морам да кажам и тоа, ние пошто сакаме многу успех, нели, па враќаме 2 ембриона. Па едно 20% од бременоста се близнаци. И тие се многу ризични бременности и може така да завршат 25-та, 26-та недела, кога не може да преживеат и така. Доктор Лазаревски, кога еден пар треба да се реши за инвитро постапка? Па, пред се тоа треба да го одлучи специјалистот со големо искуство што се бави со оваа проблематика. Значи не може обичен гинеколог или некој што почнал сега со стерилитет или што почнал со инвитро. Тоа треба големо искуство. Затоа што има печаток дека многу парови кои не се за инвитро одат на инвитро постапка. Значи по сугестија, дали сами бираат или по сугестија на гинекологот, а знаете тука се работи малци за конфликт на интереси. Да. Обично за поголем профит и добро ќе направиме инвитро. Јас никогаш така не работам, значи пред се сакам да ги потрошам сите други можни опции, затоа што инвитрото не е безазлена постапка. Значи жената се подвргнува на една јака стимулација, една месец дена терапија, која исто така може да прави еден вид шок на организмот. Да. Компликациите од постапката се познати, поготово кај млади жени, хиперстимулацијата која може да заврши некојаш и фатално или да оштети некои органи. И се разбира,
бременностите кои се мултипли, кои исто така носат и многу ризични фактори, предвремено породување, како што кажавте. Кој се тоа ја кошта и државата, Да. нели, тоа е малко бебе да се одржи, мислам, тоа се 50 до 60.000 евра, мислам, тоа државата тоа е чини. на вистина. Така да затоа сега се повеќе во светот се отвараат центри. Европската унија веќе од пред 3-4 години го уведе да се даваат лиценци. Да. И тие лиценци значи може да конкурираат само тие што имаат такво искуство и затоа и прават и други некои контроли под разни невладени организации, педиатриски здружени и така натаму да направат и контрола врз враќањето на ембрионите, односно многу земји во Европската унија за првиот пат само еден ембрион се враќа. Да. Поготово кај помлада жена, а дури ако не успее два пати или жената е повозрасна 37-38 години, смее два ембриона да се вратат. Да. Ке може да ни објасните кои се постапки ги користите во клиничката болница Аџи Бадем Сестина при инвитро оплодувањето? Чи ги користиме буквално сите постапки кои што се введени во рутински постапки кои што се введени во сите релевантни центри во светот. Зборувам за напредните западни центри, нели? Така да тука ги користиме повеќето методи околу ембриологијата, кај што се PICSI методата, ICSI методата, хејчингот ласерски, замрзнувањето на ембриони, замрзнувањето на јајни клетки, замрзнувањето на сперматозоиди или ткиво, тестици. Понатаму донацијата на сперматозоиди, донацијата на јајни клетки. Буквално сите единствена метода што не ја користиме и се уште не се користи на овие простори е преимплантационата дијагноза. Значи дијагнозата Што тоа значи? Тоа значи пред да ги вратите ембрионите, Да. генетски ги испитувате. Тоа е оправдано во ретки случаи, значи во случаи кога има некои наследни болести, дали кај мажот или кај жената, и да знаеме да вратиме само здрави ембриони. Да. Меѓутоа, многу често се злоупотребува оваа метода за да се бира пол. Полот на детето, Затоа што да. ова може да бирате кој пол е ембрионот е. Така да најчесто се работи за тоа и многу брачни парови доаѓаат од кај нас и од околината и прашуваат дали ја работиме таа метода за да сакаат, например, имаат две машки, сакаат женско или обратно, така. Да. Иначе тоа не е оправдано. Кажете ни, до која старосна граница може да успее инвитро постапката? Колку години треба да има жената за да биде успешна ова? Се разбира, ние како доктори, кои се бавиме со оваа проблематика, сакаме млади пациенти. Да. Возраста на партнерот не е многу битна. Тој ќе остане сперматозоиди, ние ќе најдеме и неколку да се, ќе ги најдеме и ќе оплодиме јајната. Животот, ембрионот, квалитетот на ембрионот и воопште животот зависи од јајната клетка. Да. Кај млада жена огромен процент на јајните клетки се квалитетни и добри. Кај жена која има над 40 години, 70 до 80% јајни клетки се неквалитетни. Да. И тие тешко се оплодуваат. Затоа ние сакаме најмногу од све да имаме млада пациентка. Меѓутоа и го правевме законот, јас учествував во подготовката и ние ограничивме, каде што има многу земји што е ограничено, да биде до 42 години, Да. затоа што 42 години се смета дека е некоја граница, после тоа дека е многу помал успехот, за чабе се и средствата, дали сами ги дават или државата ги дава, затоа што успехот е многу мал и оние компликации што ги спомнав, значи спонтани приметнувања, предвремено породување, изузетно тешки компликации од бременоста, како што е дијабетот, тромбозите и така натаму, како што имаме сега еден случај, Да. се не ограничуваат за тоа. Меѓутоа, не беше тоа добро формулирано тогаш. Не успеавме добро да го формулираме и Сдруженијето на жените се избори да тоа падне на Уставен суд. И сега кај нас е тоа немаме граница, што за мене не е добро, затоа што јас сум пред се, жената и нејзиното здравје се приоритет. Љубовта за деца е огромна и свеа, меѓутоа здравјето на жената е пред се најбитната. Која е највозрасната пациентка со која што сте работеле во инвитро вие? Па Или јас сум имајте искуство тука во болницата кај вас? Од незини јајни клетки, јас имам најстара пациентка што останала бремена инвитро и родила е 46 години. Да. Инаку по многу мултидисциплинарни студии има дека
жена над 44 години е негде еден од два успехот. Значи тоа е стварно голем успех и фала Богу све заврши како што треба. Да. Со донирани јајни клетки, моја пациентка, највозрастна беше кod Царски рез, кога ги правевме, имаше 51 година. Сега на еден мој колега, пациентката има 52 години и бремена, меѓутоа еве веќе е трети, четврти месец и почна компликации, тоа што го зборував, значи многу ризична компликација, тромбоза на длабоката вена во ногата, која навистина може да заврши со тромбоемболија и така натаму. За среќа тоа е сега во ред, еве 2-3 недели е како е хоспитализирана и добре и веројатно сега ќе си оди и дома. И токму она што го зборувам дека иако ние имаме во законот она повик на совестта, одбиеме, нели, некој пар, нема да го правиме тоа, ние сепак еве ајде молат пациентите дојдат тоа, она им дозволува, со голема желба, да. Фондот им дал, нели, на основа на документите да работат и прифаќаме тоа. Сепак мислам дека не е во ред и мислам дека тоа треба да се промени за да како што реков, пред се здравието на жената. Некоја граница од 42 години би била реална, мислам. Да. Вие како АДЖ Бадем Сестина соработувате со Фондот за здравствено осигурување на Македонија за инвитро постапка. Сега има дозволени за второ дете, нели, инвитро да се прави. Доаѓаат ли парови за второ дете? Нас не изненади навистина колку е голем тој интерес за второ дете. Да. Јас веќе имам оваа година, значи неколку месеци према, повеќе од 30 на пациенти, парови, да, кои кај мене успеале со инвитро, кои сега еве доаѓаат за второ дете. И тоа ме радува мене, посебно што така веќе си се знаеме, ние децата им се 4, 5, 6 години, така. Да. И успехот кај тие пациенти се разбира до некој лимит, нели, на возраста, некаде 40 години е добар, затоа што е втор пат, нели, матката е научена на бременост, знаеме веќе како реагира, знаеме што сме давали, како било, што е, како. И нас ние ги сакаме баш тие пациенти. Дали успехот кај второ дете е поголем од кај прво инвитро? Да, поголем е. Поголем е многу повеќе затоа што, како што реков, матката е навикната на бременост, полесно го прифаќа ембрионот, го ќе го вратиме и така. Да, доктор Лазаревски, за крај на вашето гостување во нашата емисија Огледало на здравието, дали би сакале да упатите еден совет до гледачите кои што нас следат? Па, пред се благодарам што ме поканивте, вака еден убав повод беше ова, навистина една победа на медицината, нешто така, и затоа и го прославивме вака еден наш чист како една прослава беше ова успехот на ова мултидисциплинарно воден случај. Јас најважно од се што би сакал да кажам тука е да не чекаат брачните парови, значи да не губат време. Веќе го ќе приметат дека повеќе од година и нешто имаат незаштитени сексуални односи, да побараат мислење од специјалист. Да не лутаат по гинеколози, да даваат терапија без никаква потреба, со тоа да ги трошат енеците стимулации, така, без правилно да се иследи што е. Значи, мој совет би бил да побараат од својот матичен гинеколог, да ги упати каде што треба, за да што побрзо се најде која е причината. Секогаш кога ќе дојдат такви брачни парови, кои се 2 до 3 години во брак и кои немаат, не биле истрошени јајници, не се давајни лекарства, не лутале лево десно, имаме резултат. Кога ќе ни дојдат парови кои вамо нешто правеле, тамо нешто правеле, све половично, 10 години во брак, резултатите се многу полоши. Да, кај нив е потешко. Ви благодарам многу за тоа што одвоивте време, бевте дел од нашата емисија. И благодарам вас. Ние, драги гледачи, продолжуваме понатаму. Останете со нас. Следува нашата стандардна рубрика интересни научни истражувања посветени на здравјето на луѓето. Погледнете. Есенските плодови можат да ви го подобрат имунитетот и да ви помогнат во борбата со високиот крвен притисок, велат истражувањата. Есенските плодови се богати со витамини и антиоксиданси, кои му се потребни на организмот и одлично влијаат на него.
Доколку оваа есен јадете киви, преку само еден нивни плод, ќе обезбедите препорачаната дневна доза на витаминот С. Кивите се препорачуваат на лица со зголемен крвен притисок. Мандарините пак се богати со витамин А и витамин С. И со нивна конзумација може да се заштитите од евентуалните вируси и настинки. Костените се пак одличен извор на минерали, витамин С, калиум и фолна киселина. Оревите се енергетска бомба кои се одлични за здравјето. Грозјето пак е одлично за кардиоваскуларниот систем, а минералот бор кој се наоѓа во грозјето е особено важен за коските. Доколку конзумирате јаболка кои се богати со витамини, ќе ви помогнат да го намалите зголемениот холестерол, ќе ве заштитат од малигни заболувања и ќе ви помогнат во детоксикација на организмот. Затоа убаво размислете што ќе јадете и убедете се да не ги пропуштите благодетите кои ги носи есента преку нејзините плодови. За крај, почитувани гледачи, да ве потсетам дека на нашата имейл адреса alsa.health@alsa.m.tv може да испраќате здравствени теми од ваш интерес и ние ќе говориме токму на нив. Ви посакувам убава и пријатна работна недела. Бидете во добро здравје. Се гледаме за 7 дена. Довидување.